Добар ден, добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Најпрво, честит денот на македонската револуционерна борба. Имам чест денеска мој гостин да биде професор доктор Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Добре дојдовте. Добре ме најдов, еве од мене честитки за овој голем ден. Мислам дека навистина треба да си го одбележуваме малку подостоинствено отколку досега што тоа го правевме. Така, несомнено овие 7 години, нели? Сето беше нема расово. ништија тие 7 години, меѓутоа веќе зборуваме за тоа во текот на емисија. Така. Професорке, еве, да почнеме конкретно, што се случило во Солун пред 131 година? Што се случило во Солун? Се случило фактички, можам да кажам, најголемиот чин кој што можел да се случи во историјата на еден народ. Зошто? Затоа што децениското, односно вековното владење на османлиите во Македонија го поттикнало револтот кај македонското население, меѓутоа во тој период македонците нормално не можеле да се школуваат во своји училишта, па се школувале нели во српски, во бугарски, во вакви такви. Доста ги имало и во Истанбул, ги имало во Виена, во Русија секако. Така што од сите тие учени, да речам, луѓе, се создава едно јадро, кое што се интелектуалци, кои што сметаат дека османлиската власт веќе треба да замине, затоа што во македонските територии, односно македонската земја, македонското население треба да си има собствена држава, да си има училишта на собствени јазик и така натаму и така натаму. Така што во 1893 година, на денешен ден, е формирана тајната македонска револуционерна организација, која што во куќата на Иван Хаџи Николов е етаблирана и фактички целиот тој процес на шесмина интелектуалци се проширува со, да не речам, брзина, светлосна брзина низ цела територија на Македонија, значи зборувам за етничка Македонија. Така што кога ќе спомнете дека Македонската револуционерна организација е формирана во Солун, многумина почнуваат да реагираат. Па зошто баш во Солун македонска? Затоа што Солун тогаш бил во македонската етничка територија. Така што, знаете, кога зборувате за еден историски настан од ваков калибар, секогаш имате и претенденти кои што сакаат тоа да ви го оспорат или да ви го одземат. Затоа што реално, значи, ако зборуваме, македонската историја е пребогата. Јас многу пати знам да кажам дека секој камен во Македонија има своја историја и не само што има своја историја, има и своја приказна, која што ние, не успеваме да ја продадеме. Доколку некој од нашите соседи би го имало овој празник реално. Значи не зборувам за бугарите кои што сакаат да направат некоја вештачка историја за нив. Меѓутоа, доколку некој народ реално би го имало овој празник или реално би се случило некое вакво делување на нивните револуционери или ајде ќе ги наречеме патриоти, да не одиме веднаш со револуционерното, макар што тогаш верувам дека тоа би бил ден кога би направиле толку многу културни настани, толку многу други настани, со што би едноставно би собрале туристи во, да речеме, како некој Октоберфест што е за пивото. Меѓутоа, ние не успеавме да покажеме или да докажеме дека сме достојни на оние луѓе кои што ја формирале Македонската револуционерна организација. Уште помалку сме достојни на илинденците кои 1903 година гинале за нас, односно за нивните потомци. Потоа исто така и дека ќе го спомнам и јасно, затоа што куќата кога ја градите, прво имате темел, па имате ѕидови, па на крајот оди покривот. Така што темелот на македонската држава и на ова што ние денеска го имаме како благодет е 28 октомври, 23 ќе ми извините, 23 октомври, со тоа што 1893 година не смееме да ја заборавиме, меѓутоа не смееме да заборавиме и уште нешто. На нашите потомци
на оние кои што мислам дека многу малку им се обрнува внимание во однос на знаењето на историјата на сопствениот народ, ние треба да им посветиме повеќе внимание и повеќе содржини да имаат тие и од градинка, во основно, во средно, дури на факултетите. И ќе кажам една дигресија сега. Имав една студентка која што замина во Америка и вика, прво професор ќе полагавме америчка историја. Значи, тие нема пардон. Не е важно на кој факултет се запишуваат. Битно е дека вие треба да знаете историјата на државата, односно онаму каде што сте. Тоа е она што нам ни не застасува. Мене многу често ми замеруваат што си запнала со таа историја. Јас си викам, не сум запнала со мојата историја, јас сум запнала со коренот на мојот народ. Коренот на нашиот народ, на нашата револуционерна борба и пак ќе кажам, на денешната држава е 23. октомври 1893 година. 131 година, вие начнавте и спомнавте дел од најбитните настани во овие минати 131 година, бидејќи овој 23 октомври 1893 година во Солун настан е зачетокот на македонската организирана борба, нели, за македонска држава. Во меѓувреме се случуваат многу работи, ги спомнавте и Илинден, јасно, но еве и 8 септември, еден од најсветлите датуми во историјата на Македонија, кога конечно дојдовме држава, не со на начинот како што се претходните, со востанија, со борба, но го направивме тоа. За жал, во меѓувреме се руинираа многу работи од една влада која што беше 7 години пред тоа, но еве 131 година ги спомнавте најбитните настани. Но еве од оној ден на 23 октомври 1893 натаму, како се развива македонската борба, еве како историчар, бидејќи факт е да не се лажеме, она што го спомнавте, многумина не знаат, за жал. Ке знаат за Девик Крокет, дури или не знам за таа и таа битка кај Аламо или не знам што, не си ја познаваме историјата, имаме човечишта кои што треба да ги држиме на пиедестал, не Павел Шатев, не Мажишта, онака кои што биле, не знам, во светски рамки, тоа се великани, нели? Но кај нас да ги прашате на улица луѓето, за жал, да не се лажеме повторно, не знаат, не па децата, возрастните не знаат. Еве, токму за гледачите, како се развива во основа македонската борба натаму. Ово е денот, светлиот датум, каде што се организираме, 6 интелектуалци, исто така мажишта, нели, кои што го прават тоа што го прават, но не застанува тука работата. Како оди понатаму приказка? Вака сега, јас прво ќе се вратам на оно што го кажавте, дека за жал децата не знаат, за жал не знаат и повозрастните. Денеска имав можност да разговарам со неколку сосем случајни луѓе, кои што се од моја возраст и не знаеа што значи 23 октомври. Значи, не зборуваме ние само за пропустите кои што ги имаме кај децата. Не пропустите ги имаме многу пошироко. Иако интензиозно беше тоа во поранешната структура на Југославија и сето тоа тргањето на страна. Знаете како? Да. Вас може да ве негира секој, меѓутоа вие сте оној кој што го чувате домашното огниште. И ако вие на вашите деца не им кажете кој им се баба и дедо предци, тогаш нормално е да не знаат. Ние не сме смеели или не можело да пропуштиме да си ја знаеме историјата. И сега да се вратиме назад. Значи, откако се создава Македонската револуционерна организација, почнува нагло да се шири, посебно во времето кога Гоце Делчев влегува во нејзината работа, тоа е по една година, веднаш веќе во почетокот на 1894 година го имаме и уставот на Македонската револуционерна организација и почнуваат да се работат сите оние програмски цели кои што требало да се исполнат. Она што е многу важно, значи постојано се потенцира таму, дека целта и идеалот на Македонската револуционерна организација е да донесе мир, спокој за македонското население во негова заедничка, нели, национална држава. Националната држава, знаете, дека во тоа време, нели, не била поделена Македонија, била етничката карта која видите, тоа е таа Македонија за која што се бореле.
Исто така и линденците се борат за таа Македонија или таква Македонија, се до 1913-та кога не поделиле во Букурешт. Она што е многу важно, значи за Македонската револуционерна организација е дека почнува да го анимира обичното население. Значи не зборуваме сега само за некои интелектуалци, туку вие кога имате една револуција, односно кога подготвувате едно револуционерно движење, вие секако дека треба да мислите и на оние луѓе кои што можат на било кој начин да ви помогнат. Значи зборуваме за луѓе кои што во моментов се анонимни, да речам, затоа што можеби и немаме никакви податоци за сите тие кои што вршеле достава на оружје, кои што работеле на секаква можна поддршка на нашите револуционери во смисла на храна, на облека, на сето тоа. Знаете, вие треба да ги имате сите прерогативи на едно движење кое што треба да обстои. Затоа што вие без позадинските луѓе, без она поддршка која што треба да ја имате од населението, значи конспирација целосна, помош, да речеме, во доставување на информации каде се движи османлиската војска, сето тоа значи требало да биде организирано. И сето тоа е организирано. После тоа се организирани нормално чети, каде што одат они што вие ги нарековте големи и сериозни мажи. Така што целата таа една конструкција која што била работена, да речеме, до почетокот на Линденското востание, го внесува целиот македонски народ во таа борба. Она што е многу интересно, значи, барем за мене, затоа што како истражувач на македонско-албанските врски ги следев и учеството на другите народи во целата таа македонска револуционерна организираност околу и до кревањето на Линденското востание. Тогаш значи се среќаваат и албанци кои што биле вработени, значи во османлиската администрација, меѓутоа едноставно чувствувајќи дека и албанците не можеле да ги добијат своите права, затоа што нив поради верата, сите оние кои што биле муслимани ги третирале како турци и тие немале права да имаат своји училишта и едноставно значи биле подчинети во истата таа држава како што биле подчинети македонците, така што Македонската револуционерна организација има многу голема поддршка кај оние луѓе кои што исто така биле интелектуална сила. За разлика значи од македонци кои што многу малку имало, да речеме, во Истанбул, таму па има една многу голема, или во Египет, на училиштата на универзитетите во Египет, таму имало многу голема албанска емиграција. И тие многу често и многу лесно, значи можеле да влезат во сите пори на османлиската администрација. Она што тие сакале да го постигнат, значи истата работа што ја сака да ја постигне и Македонската револуционерна организација. Тоа е, нели, има и еден весник заедно издаваат во Лондон. Мотото на тој весник е Македонија на македонците, Албанија на албанците, весникот се вика Автономија. Значи, и за едните и за другите бараат автономија од Османлиската империја. Меѓутоа, она што кај Македонската револуционерна организација е многу побитно, дека автономијата не ја гледаат како конечна цел. Конечната цел на целата работа во Македонската револуционерна организација и на сите македонски револуционери, кои што знаеме дека се плејада, сега да не ги зборуваме затоа што се ќе го изгубиме времето само на имиња спомнување, сите тие работеле на автономијата како преодна фаза до добивање на целосна самостојна државност. Така што тоа е она кое што е идеалот на Македонската револуционерна организација, значи идеалот на македонците од 1893, кој што ние денес го живееме, а за жал морам да кажам, дека на многу недостоен начин и многу перфидно
не понижија. Блага сум во зборот, меѓутоа не понижија одредени политички структури и дозволија она што е светост за македонскиот народ да го споделат заеднички, не знам како да го чествуваат со оние кои што апсолутно немаат никаква допирна точка со ова. Затоа сакам и уште нешто да кажам, бидејќи претходно го кажав тоа, дека темелот е тука, меѓутоа куќата се гради и натаму. Она што вие го спомнавте околу Асно, сега ќе го кажам еден лик кој што не е воопшто познат по македонската историја, за кој што јас работев една монографија и кој што на 11 ноември ќе биде по повод ослободувањето на Куманово, ќе биде промовирана во Куманово, тоа е Лазар Соколов. Тоа е еден борбен човек кој што целата своја животна преокупација ја свел на заедничка Македонија. Многу често се противел всушност и на сите документи во кои што Македонија се спомнувала само во вартарскиот дел од Македонија, а не се спомнувала со Егејскиот и Пиринскиот. Се има подпишано и на протестот кој што е против манифестот на главниот штаб на НОФИПОМ и поради сето тоа тој завршува на голиотак. Така што морам да кажам дека Македонската револуционерна организација била предизвик за сите македонски ученици, студенти. Спомнатиот Соколов има завршено во Куманово гимназија, меѓутоа 29-та година ја затвориле гимназијата, морал да замине од Куманово и оди во Загреб. Нормално, и пред да замине, и откако заминал, тој е Соколовиќ. Потоа, кога доаѓаат бугарите во Втората светска војна, тој е Соколов, нели? Како им одговара. Да, и како учен човек го бараат бугарите да биде заменик кмет, односно помошник кмет на Куманово, бидејќи бил многу ценет од неговите сограѓани. И сакам да кажам дека целата негова иронија на животот е во тоа што цел живот се борел за Македонија и за македонските идеали на илинденците и на Македонската револуционерна организација и бил награден со еден престој на голиотак. Она што е исто така многу важно, што во неговите писанија секаде Македонската револуционерна организација е пишувана со пиетет. Вика, ние не можеме да дозволиме, во едно писмо негово, ние не можеме да дозволиме гоците да го газат, да го делат и да го... Значи, сакам да кажам дека Гоце му бил еден од оние кои што не му биле најомилените ликови од револуцијата. Нормално, затоа што во тој период, како млад човек, читајќи си ја собствената историја, не можел да знае друго. Она што пак сакам овдека да го кажам е дека, нели, спомнав, еднаш бил Соколовиќ, еднаш Соколов, тој починал 1984 година, значи 40 години е оваа година од неговото загинува умирање. Да, меѓутоа, што ми е зборот? Зборот ми е доколку го гледате Соколовиќ во сите документи, вие никогаш нема да речете дека е македонец, нели? Тој е Соколовиќ вамо, Соколовиќ тамо, од јужните краишта, од Вардарска бановина. Доколку го гледате како кмет, тогаш тој вам е, нели, бугарин. Ама човекот во сите можни документи сека да си се пишува македонец. И иронијата, значи, на неговиот живот е иронијата и на македонскиот народ. Сега, ако почнеме да спориме, нели, со колегите од Бугарија, 23 октомври 1893 година е највисокиот чин на болгарштината кој што, ама е во Солун.
Ама не е во Софија. Замислете, не дај Боже, некако ете во некоја констелација да биле во Софија. Па тоа ќе беше, мислам, такво славење, да. Оно што тие сега не можат да го направат или оно што нам не можат да ни го одземат. Тоа е вистината дека Македонската револуционерна организација е формирана на територија која што тогаш била Македонија. Тие можат во Грција да кажуваат дека се Македонија, меѓутоа до 1988 година никој не смееше да ја спомне. Се разбира, нели, веќе кога беше јасно дека Македонија ќе стане независна држава, тогаш грците се разбуди, ајде така ќе го кажеме. Северна Грција стана Македонија, а родромот во Солун исто така. Така што иронијата, повторно ќе кажам, иронијата на Лазар Соколов е иронијата на македонецот, македонскиот народ и она што ние го трпиме. Ајде да се вратиме сега, значи, на потребата на или работата на Македонската револуционерна организација, затоа што чинам дека е многу важно или многу би било интересно за гледачите да им кажеме дека има неколку фази во работата на Македонската револуционерна организација и сакам да кажам зошто јас ја нарекувам цело време Македонска револуционерна организација, бидејќи во даден период таа е ТМОРО, значи тајна Македонска Македоно-Одринска револуционерна организација, потоа нели го менува името во ВМРО и на крајот е ВМРО. Во текот на работата, на работењето, односно на македонските револуционери, секогаш се појавува некој заинтересиран, ќе го крстиме сега, или кодош, кој што ќе работи на уништување на целата идеја, затоа што кога ќе ги видите картите на големите, нели, држави, балкански држави, имате мегали идејата, нели, за Грција, Санстефанска Бугарија, имате голема Албанија, меѓутоа, освен на картата на голема Македонија, односно етничка Македонија, вие немате некоја претензија од кај македонците за анектирање, освојување или било каква работа на туги територии. Значи, тоа е проблем нивен, затоа што немајки можност цела Македонија да ја окупира една држава, дали се тоа соседни држави или се овие големи сили, тие си наоѓаат за сходно да секоја си бара дел од таа држава. Она што е многу тажно, да речеме, во нашата историја, меѓутоа е поучно, тоа е дека во целиот период на таа работа, револуционерна работа, македонските револуционери наидувале и на луѓе кои што се инфилтрирале во нивните редови, кои што работеле заднински за туги држави, за туги интереси, убивале, нормално, тоа било многу многу голема и распространета пракса. Еве, една мала дигресија ќе направам. Оваа година се навршуваат и 100 години од убиството на Димо Хаџидимов, 100 години од убиството на Петар Чаулев, така што и тој период, нели, од револуционерната борба на македонскиот народ мораме да ја спомнеме. Не секогаш, значи, тие, ајде да речам, платеници, затоа што не можам да најдам друг збор за нив. Тие платеници биле зацкриените револуционери, кои што секогаш кога револуцијата, односно секогаш кога револуционерната дејност тргнувала кон работа
позитивна работа во однос на македонското национално движење секогаш се уфрлале со тоа што кажувале или докажувале дека има и други сили кои што сакаат да помогнат, па ќе помогнат со оружје, па ќе помогнат со луѓе, па меѓутоа сето тоа испаднало јалово, затоа што никогаш никој ништо не му помогнал на македонските револуционери. Најмалку пак тие инфилтрираните помогнале околу неоткривањето или конспиративноста на македонските чети затоа што ги издавале, па имало помор или толку многу убиства што дури не одредени македонски територии или цели населенија се обидувале да се заштитат пак сега од револуционерите, затоа што тие кога доаѓале османлиите цело време се повеќе атакувале на нив. Значи реперкусиите биле многу силни, многу јаки. Така што населението за кратко време се притајувало, меѓутоа гледајќи дека целата приказна, односно целата работа се води на тоа дека сите зулуми на османлиите би прекинале доколку османлиите заминат. Еве тука ајде ќе ги спомнеме, веројатно за гледачите е показателно македонската крвава свадба. Што ви кажува таа? Значи, на маката македонскиот народ направил и културни некои дела, значи драми, поезија, песни. На маката, да, на својата мака прави дела кои што сака преку изведби, преку пренесувања, преку традиција, да му ги остави на поколението кое што доаѓа по нив, за да знае да не дозволи никогаш повеќе вакво нешто. Така што тоа е од прилика, значи во многу кратки црти, ама без детали, затоа што ако тргнеме со деталите, не знам каде ќе стигнем. Може и за гледачите, каква е судбината на овие 6 джинови, колоси, титани, македончишта, аугментатив, сепак позитивна смисла, да. Значи имаме ние проблем тука, нели? Кажав дека некои од нашите револуционери заминуваат во определен период во Бугарија, затоа што не можејќи овде када останат на македонската територија, тие морале да бегаат, бидејќи биле нормално проследувани, бидејќи целиот нивен живот всушност се превртал наопаку, затоа што кога сте вие во илегала или кога никој не знае што работите, многу лесно да го работите тоа, ама кога ќе ве почнат да ве проследуваат одредени власти, тогаш вие мора некаде да се тргнете, да бидете подалеку од видното поле и да можете да работите. Така, например, Христо Татарчев заминува нели во Софија, тој е таму. Димо Хаджи, се извинувам, Дамјан Груев цело време нели се бори околу револуционерната организација и неговиот живот завршува повторно со такво братоубиствено убиство. Сите, значи, други, книжарот исто така, Иван Хаджи Николов, продолжува да си работи во Солун, меѓутоа повторно во неговиот дуќан секогаш има нели проследувачи кои што веќе разбираат дека тоа било тајната средба или тајниот состанок тука одржан. Сакам да кажам дека Петар Попарсов, кој што најмногу го работи, нели, колегата Ванчо Георгиев е прераснува во едно знаменито име на македонската револуционерна борба. Христо Батанџиев исто така својата понатамошна работа ја проследува во Бугарија. Сакам да кажам дека 90
90% од македонските основачи на Македонската револуционерна организација никогаш не престанале да го работат тоа што го работеле во почетокот, меѓутоа се обидувале во зависно, значи зависно од општествените можности и од условите во кои што се наоѓале, да гледаат да ја спасат главата, затоа што како што ете и главата на Гоце Делчев и на сите наши револуционери била нели проценета со многу високи суми и се обидувале на секој можен начин, она што тие го зачнале, некои други луѓе не само да го продолжат, туку и тие нормално си ја работеле својата работа во тој правец. Еве, например, многу интересно можеби е за нашите гледачи да кажеме дека во Бугарија веќе се создавала од нашите илинденци, нашите револуционери се создала 1920 година една илинденска организација, така се вика, издавале и свој весник. Се она што се работело, значи, во периодот на пред Илинден, од формирањето на Македонската револуционерна организација до 1920 година, сето тоа биле македонци кои што живееле во Софија и во околните градови и нивната желба или нивниот нагон, потребата да се изразат или да се изјаснат како македонци, тие ја артикулираат преку формирањето на таа илинденска организација. Илинденската организација, патем речено, е и оној инспиратор за пренесување на коските, односно моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје. Сакам да кажам дека потребата да се биде македонец, да се работи за Македонија и да се работи за македонската слобода и држава, не престанувала никогаш во текот на нивниот живот, независно каде живееле и независно како сега или денеска некој ги третира нив. Мене ми е многу жал, многу ми е жал, што нашата пребогата историја дозволивме да биде камен за сопнување, наместо да биде издигната на пиедестал, да биде камен за сопнување, ќе ми простите, меѓутоа јас така го доживувам и така ќе го кажам, една лицемерна политика, која што одредени наши во наводници ќе ги кажам пријатели, сакаат да ни ја продадат како добрососедство, како пријателство, како сакате наречете го, меѓутоа сето тоа паѓа во вода. Од моментот кога ќе видите или кога ќе разберете дека нивната идеја е вам да ви го срушат темелот, не куќата, темелот, затоа што вие немајки темел, немате куќа, немате покрив. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за професорката по 131 година од 1893 и формирањето на ВМРО. Каде сме, што сме и можеби и зошто не сме. Одиме со кусиот блок реклами, се враќаме веднаш, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е професор доктор Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Професорке, 131 година од формирањето на ВМРО во 1893 година се доведовме во ситуација, не благодарение на нас, но повторно можеби и благодарение на некои наши во наводници, нели сограѓани колку и да се наши, историјата да биде главна причина за да бидеме таму каде што сме, односно не сме, или можеби па и ја користат и не би биле во таа Европска Унија и покрај тоа што историјата не би била, би нашле можеби нешто друго. Но еве, не оценуваат во 2024 година, 24 година од 21 век, со историја, превезот на вносот на бугарите во уставот е една работа, но имаме историска комисија и ден денес, да имаме и таму промена позитивна. Мислам дека конечно имаме луѓе на кои што можеме да им веруваме дека ќе го направат тоа што треба да го направат околу историјата, но се доведовме во ситуација или не доведува поверојатно историјата да биде наводно нашата најголема пречка за нашата иднина.
Малку фразеолошки делува, ама така ја наметнаа приказката оние минатите 7-годишни владетели на Македонија, за жал. Да беа владетели на Македонија, ќе владееја вакава се гробари на Македонија, ќе ми простите, Се сложу. може би сум груба, меѓутоа така ги Не, доживувам. нежни сте напротив. Тој договор, ајде, не можам да го наречам добрососедски, никако не ми оди вака. Меѓутоа, тој договор потпишан со Бугарија е едно проклетство кое нас долго ќе не следи. Зошто мислам така? Затоа што вие кога ќе потпишете еден договор каде што формирате комисија која што треба да зборува за мојата иднина, вие не сте компетентен за тоа. Значи, јас, мојата иднина ја темелам на моите корени. Мојата историја е моите корени. Ако вие било кому му ги оспорите или било кому му дозволите да зборува за вашите корени, тогаш вие му давате до знаење дека вие не сте сигурни во тоа што сте или кои сте. Може би е позитивна промената на комисијата, меѓутоа јас сум поборник на она дека таква комисија воопшто не требаше да има. Одиме натаму, значи јас им верувам. Еве, јас како вас им верувам на тие луѓе кои што се таму, освен на еден кој што е наводен специјалист за Грција, меѓутоа како влегол во комисија за Бугарија, само тој си знае, а може би и јас знам. Сакам да кажам дека прво и основно кое што вие како домаќин го чувате, сега алудирам на власт. Так. Го чувате мирот на своето семејство и гледате да го заштитите од сите, а најмногу од комшиите. Затоа што комшиите обично имаат чувство дека имаат доволно, ајде да речем, право да се мешат во вашиот двор, во вашата куќа и така. Ај најблиску се, да. Ако тие и такви комшии имаат па и грб од некој, ајде да речеме, по-моќен, тогаш ќе ја здисаат. Ќе ви станат домаќини во вашиот дом. И тоа е многу лошо. Ние дозволивме нам, Бугарија, да не биде домаќин во нашиот дом. Затоа што во нашиот двор ни ги донесоа и протоколите, ни донесоа и тоа што ни донесоа со минатата комисија, и ни го донесоа тој француски предлог. Сега, францускиот предлог е фактички онај помојкниот грб на комшијата. Мене, ако ме прашате лично, јас мислам дека премногу се занимаваме со бугарите. Јас сум поборник на тоа ние да си создадеме собствена држава, која што нема да има ама никаква потреба да моли или да коли некого. Зошто? За да влеземе во Европската Унија. Ако ги видите бројките, да речеме од пред 10 години, колку народ во Македонија бил за тоа да бидеме ние членка на Европската Унија и колку денеска која е цифрата, значи, ако ја споредиме, ќе видиме дека има драстичен пад, односно евроскептицизам во македонското општество. И сега ќе прашаме повторно, нели зошто? Ајде, јас ќе ви раскажам едно мое доживување, кое што верувам дека ќе биде многу показателно. Во 1985 година ние бевме апсолвенти и бевме на една апсолвентска екскурзија во СССР, тогаш беше, бидејќи УКИМ беше збратимен со Универзитетот во Воронеж. Во Воронеж имавме предавања од имиња, академици, професори, што да ви кажам. И сето тоа беше на ниво, не баре ние сме еднакви со нив. Така не третираа. И ние добивме едно чувство и едни крила дека со работа, со читање, со упорност, со пишување, ние навистина можеме да станеме како нив. Од друга страна, значи, ние си го имавме тоа чувство на припадност на историската, значи, наука, која што ете во Русија навистина има многу јаки темели.
Потоа се вративме нели во Македонија, меѓутоа ние бевме една генерација која што многу сакаше нели фарберки и некои интересни патики, па уса да пишува, па чуја 300. И ние никако не можевме да сватиме како ако толку има убави работи, да речеме, кои што можат да се научат во Москва, а никогаш не сме биле приврзаници кон нив, како успеале западниве земји, значи нели Германија, порано беше Италија, одевме за фармерки и такви работи, да не придобијат на тој начин. И бевме навистина многу зависни, веројатно и тоа ни ја влечеше и нитката за да сакаме да одиме во Европска унија. Меѓутоа пред едно 20 години бев на едно, ајде ќе речам, советување преку Евроклио. Тоа е нели Европската асоциација за историчари. И ние таму бевме сосем пристојно обучени историчари, доаѓа една нели професорка од нивните, од таму од Холандија или беше не знам од каде. И почнува да ни кажува што е жена со богата тоалета, што е жена со богата со бисери, со за на крајот ние постапно да дојдеме дека тоа е Елизабета прва. Значи, мислам, такво понижување беше тоа за нас. Замислете, сега ние и кажуваме, да, ова што го гледаме пред нас, како фотографија, како материјал, се однесува на Елизабета прва, и таа ни вика, no, деме као не, ние треба постапно се тоа. Значи, ве третират како ученичиња. Так. Или како дечиња од прво, да. Од прво одделение, па треба постапно да ја објасните сликата што ја гледат. И тогаш, да ви кажам, некако ми беше многу непријатно. Доктори на науки со сите, да, тие се однесуваа кон нас, не баре, ние сме од некоја, не знам, необјаснива забит, каде што воопшто книга не стапнала, не се видела, не се отворила. И многу пати со моите колеги со кои што бевме во Воронеж, сме си правеле муабет, викавме, леле, колку ние бевме, значи, проевропски настроени, колку повеќе мислевме дека во Европа можеме да научиме ваму таму, види како тие нас не третираат. И сега ми се враќа, значи, филмот и си викам, веројатно и тие самите со таквите дивни постапки, веројатно тоа се случувало и во други науки, не само историјата. Меѓутоа, со таквите нивни постапки тие нам ни покажа колку се боси тие. Не ние, тие се боси. И сакајки да се представат како нели европски. Не се фалија дека имаат фрижидери. Да, па една наша колешка ни донесе орбит мастики за бидејќи сме немале тука, не е важно. Сакам да кажам за подценувањето зборувам. Мислам дека тој евроскептицизам кој што сега во Македонија владе, јас најпластично го видов преку последниве избори. Ако една политичка опција која што цело време во уста и беше Европа, беше, ајде да не речам прегазена како со парни ваљак, туку беше доведена до некои 18 пратеници, повторно ќе речам со полна уста Европа, а од другава страна зборуваме за национална македонска држава, зборуваме за нашата потреба да бидеме своји на своето. Јасно ви е дека некаде таа Европа сгрешила. Сега како тие ќе се како ќе се исправи таа работа за да повторно ние веруваме дека таа Европа сака да бидеме ние членка во нивното семејство, не знам. Меѓутоа, знам само едно, дека јас искрено би сакала македонците прво да си седнеме, кога зборувам за македонци не зборувам за македонци како етнос, зборувам за македонци како државјани на Македонија, затоа што секој од нас, придонесувајќи во добробитта на државата, може да си ја оствари многу подобрата иднина од она што сега го имаме. И мора еднаш за секојаш да признаеме дека ние и нашава генерација, не зборувам сега за генерациите на кои што припаѓате вие и некои помлади колеги, нашата генерација потврли.
И ние мора да си признаеме дека ние дозволивме многу неписмен народ, многу жално немушт народ, немушт во смисла на немање на национално чувство, немање на национална гордост, на потреба да се задржи македонското достоинство. Ние дозволивме тие луѓе нам да ни ги сервираат овие несреќни договори кои што ни ги сервира и кои што мислам дека еднаш за секогаш ќе треба навистина да ги ставиме под лупа и да видиме што добивме, што изгубивме и колку со тие и такви договори ќе одиме напред. Ви благодарам што бевте моја гостинка. Благодарам за поканата. Ми беше чест. И мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас уште еднаш, да ни е честит денот на македонската револуционерна борба, за многу години да сте ни живи и здрави.